Ова емисија Астрорум е одлична можност за средби со луѓе од различни области, бидејќи порано мојот фокус на интерес беа само музичарите и јас навистина не можев да верувам дека некогаш ќе имам можност од другата страна на огледалото да ја имам Јагода Михајловска-Ѓоргиева, наша позната писателка, новинарка, филмска критичарка, која што ми беше и поранешна колешка, уредничка во една телевизија. Таа самата беше во улогата на водител, уредник, а сега имам спроти мене. И посакувам добре дојде. Здраво, Бранка, еве сме се во огледалото пред 20 години. Тоа беше насловот на вашата емисија. Да, мојата емисија се викаше Во огледалата и тоа беше пред 20 години во Телма телевизија, која јас, како што рековте, ја работев таа емисија и бев од другата страна на огледалата, сега сум од таа страна во која што не сум била тогаш. И многу ми е необично и супер ми е. Тоа е добра стартна позиција. Јас не знам од каде да почнам, бидејќи вие имате навистина богата кариера, а и ништо да не сте оставила зад себе, како пишан збор, како телевизиска емисија, новинарски некој прилог. Со вас, кога се разговара, како тоа да го пишувате? Разговорите се интересни, вашите животни искуства знаете да ги пренесете на луѓето, не секогаш со зборови, туку и енергетски. Дали од оваа дистанца го живеете животот каков што сакавте да го живеете? Од оваа дистанца и од секоја дистанца, кога би се вратила 10 години наназад, кога би ме прашале вака, исто би одговорила и сега. И секогаш така е. Мислам, сигурно сум дека така ќе остане за секогаш. Од оваа дистанца во моментов, животот го живеам најбуквално така како што сакам да го живеам. И тоа е, и го сметам за еден, како еве да се изразам со зборот благослов, да се има живот од кој може да се биде задоволен, односно презадоволен. Ете така го живеам животот и порано и како дете и како млада и како повозрасна и како повозрасна и натаму. Да, така го живеам. Никогаш не сум имала можност ниту приватно да ве прашам кој ве задои со пишаниот збор, со интересите, со пишувањето, уживањето во природата. Тоа велат дека човека го бруси и семејството, и луѓето со кои што се дружи, и целото општество во кое што делува. И гените. И гените. Да. Прво гените, потекнувам од семејство кое што вие тоа подобро ќе го знаете. Јордан Михайловски Оцка беше композитор и поет, ја напиша Абре Македонче и загина во првиот партизански одред на Пелистер. Прекрасен бил, имал 20 години кога загинал и многу убаво пишувал, многу убаво зборувал и многу бил омилен, ширил позитивна енергија и го сакале. Ние сите во семејството имаме од таа страна влечеме ген. И син ми и ќерка ми, моите сестри исто така добро пишуваат, ама кај мене излезе дека тоа ми е основна љубов пишувањето, односно пренесувањето на нештата што ги имам во себе и што ги гледам преку пишаниот збор или преку вака со зборови. Ми одат зборовите, мислам ме сакаат, јас ги сакам и лесно ми е со нив и се што гледам и што ми се случува и што не ми се случува и што им се случува на другите, мислам дека кога би можела дека сето тоа би го пренела на хартија, дека би го напишала. А во семејството мајка ми беше наставник по македонски јазик и водеше една многу на времето силна, јака литературна дружина и ги потикнуваше децата во тоа време и
така што и во тој дел од семејството бев задоена со правоговорот, со јазикот. Со правоговорот, со јазикот. Мајка ми многу ме потикнуваше да пишувам, уште кога не бев во писмената. Јас кога ќе кажев нешто што не и прилегаше на песна, на поезија, го запишуваш. Така што тоа се е заедно некако. Кога човек ги чита вашите романи, многу често помислува дека е некаква фикција, а тоа е практично се проживеано чиста реалност, само што вие со вашите зборови, односно така ги доживувате нештата, ги правите магични, мистични, чудни, не секој може да ги разбере што велат на прва. Така што некој што прв пат се среќава со вашето творештво, а не ве познава вас, ќе мисли дека е чиста фикција. Дали вие го имате за себе тој впечаток или просто кај вас оди спонтано? Тоа е вашата нарација. Јас за себе мислам дека сум чиста фикција. Само како личност. Да, како измислен. И кој ќе кажам, например, дека мојата се уште неостварена желба е да одам во Вселената, јас тоа навистина го верувам дека еден ден ќе одидете. Дека еден ден ќе ми се отвори некако можност дека не знам како. Па макар и марсовци дошле и ве земале со нив. Да, така е. Моите книги се тоа што сум јас. Мислам, поинаку не би можело, мислам дека сите писатели така работат. Мислам, не може ако не е преку себе тоа е извадено. Имате и многу скривоман и конструктивизам тука, добро. Убаво звучи, но кога ќе распретате нема ништо суштинско. Добро, јас зборувам за тие за добрите, што ги почитувате. Јас што ги почитувам, јас што ги сакам. И не се тоа мои теркови дека така како некој сакам да пишувам, тоа сум јас и кога личи на фикција, не е фикција. И понекогаш ме прашуваат дали ова вистина или не, дали ова се случило или не. И јас стално им одговорам, да, се е вистина. И тоа што не се случило, и тоа е вистина. И тоа што не е изгледа како вистина, и тоа е вистина. Затоа што што знаеме па ние што е вистина, што не е, и дали тоа што не е во умот не е вистинско, и кога сонуваме или кога мечтаеме, дека е помалку живот, стварен живот од колку овој што го живееме. Мислам, тука сме некаде на исто. Јас така го ги гледам работите. Ја сакате планината, да не зборуваме колку ја сакате Бистра. Вие сте таму секогаш кога можете, дури за време на работниот век, секоја прилика користевте да отидете таму, но сакавте да одите и повисоко. Може да ни кажете малку за тоа искуство? Нема играчка со планината, оној што не отишол не знае што значи таа ги диктира правилата, а не вие. Секогаш кога ќе стигнеме до Хималаите, јас се возбудувам и се во вода пием. Веднаш се префрлувам таму и веднаш сум таму. Нема играчка со планините, ни со водно го мислиме така наивно, мало. Па не. Да, ама не. Колку луѓе ги оставиле животите и на матка и на водно. Ама не, значи планината си е нешто што е длабоко, најдлабоко во себе го почитувам најмногу од се, затоа што го сметам за суштество, за битие, за нешто што ги сметам планините за самосвојни битија кои што се постојат сами за себе и ни дозволуваат да влеземе, да се искачиме до некаде, да ги погледнеме, да се воодушевуваме, да ги освоиме. Не, мислам, тој збор не постои за планините. Го освоив тој врв. Не си го освоил, само ти дозволил да се качиш. Да. Што беше прашањето? Имавте потреба да се качите повисоко и од Бистра за експедицијата? Немав потреба, имав мечта, имав сон. Произлезе и роман? Да, имав сон, мечта. Еден ден да одам на Хималаите, како што ми е да одам еден ден во Вселената. И мојата покојна сестра Ана, памтам кога отидов на Хималаите, кога се вратив, кој рече уште што ти остане, аман, веќе да не се грижиме за тебе. Јас реков уште Вселената и таа рече молим те немој да претеруваш со таа мечта, затоа што и тоа некако ќе го направиш, ама не знам на кој начин ќе го направиш. Макар и да не се вратам, мислам тоа беше со Вселената. А мечтата за Хималаите ми се оствари затоа што беше многу голема, затоа што јас се почувствував спремна тоа да го направам, внатрешно, и затоа што се подготвував, се разбира, психофизички, ментално,
но основното беше мотивот, дека сакав да го направам тоа, да одам на Хималаите, не да се качувам и да освојувам врвови. Годините се Дека само качувам. бројка, возраста е релативна работа, Да. но вие не бевте млади, психички бевте спремни, но знаеме дека таму треба да Не сте бев, изворедно физички Да, подготвени. Да, па се подготвував, но повеќе ментално и психички, и што се покажа како не се покажа туку единствениот и највистинскиот начин да се биде подготвен за физички нешта, затоа што сметам, тврдам дека телото го следи умот и психата, а не обратно. Значи, ако тие се спремни ова и ова, тогаш и телото нема каде. Мислам, Мора да ги слуша. Да, мора да ги слуша, бидејќи ми е инструмент. Јас Да. така ги гледам нештата. На Хималаи тоа се покажа сосема дека е така. Ми се чуде, мислам, бев со екипа, знаете тоа, со тројца искусни. невропатирургот Угриновски. Со тројца искусни планинари кои имале освојувано и врвови, многу често били на Хималаи и на други планини, јас бев прв пат. И тие ми потврдија дека, односно јас си потврдив, а тие тоа го видоа во живо, дека, видеа ти немаш хабер од планинарење и од качување и од тие тешки предизвици за телото, а оди како да лебди над тоа постојано го кажуваат, се движи и се качува како да лебди над 10 сантиметри над земја. Но вистина така, лебдев, бидејќи си остварував најголемата мечта. Да, но кај вас се сеќавам во канцеларијата секогаш висеше сликата на мурато. Вие сте имали дополнителен мотив? Да. Дали има врска со овој предизвик? Да, Диме Муратот е нашиот прв хималаец кој што на вчерашен ден, на 10, јас стално си го славам денот, како празник ми е некако како нешто многу посебно. Остана на Хималаите, се качи на Монте Еверест и не се врати, да. И мене тој ми, ако можам да кажам идол, мислам тоа е малку човек пред кого се поклонувам за секогаш и многу бев и фасцинирана, не е збор, не е вистинскиот збор. Значи Диме Муратот ми беше постојано во мене. И кога ми се појави таа од ненадеж, таа мечта за Хималаите, таа беше поврзана со него. Мислам секако поврзана со него. И кога ја напишав книгата Каменот од твојот ден, хималајската приказна, кога се вратив од Хималаи се запознавме со неговото семејство, со неговата сопруга, со неговите деца. Вие не го познававте? Не, па тој беше починат претход, мислам починат, заминат, останат таму кај што сакаше да остане, да. На Монте Еверест. Да се вратиме сега на некои работи што секако придонале да сте ова што сте денес, работата, новинарската работа, Нова Македонија, Пулс, тоа се средби со луѓе, осврти кон филмски дела. Кажете ни нешто за тие искуства, да издвоите нешто посебно што ве поттикнало да напишете книга, што секогаш со задоволство се навраќате, можеби непријатен некој момент, нешто што би коригирале ако повторно се родите? Не, ништо не би коригирала. Секако што требало да биде. Значи, најбуквално ништо не би коригирала. И сите плусови, сите минуси, и сите падови, и сите подеми. Да, подеми се дел од сечи живот и убаво е кога човек си свати, кога ќе знае дека и тоа е дел од животот, дека се е тоа дел од животот и животот е така побогат. Дали имам што ме поттикнало? Нешто од сите тие средби со познати личности, дали ги демистифициравте, дали некој дополнително ве освои, односно ви плюс од онаа слика што претходно си ја создавате за него? Значи вака, одев на големи филмски фестивали во Кан, например, 10 години поред. И кога се враќав од таму, многу ги интригираше луѓето каков е Бруз Вилис, каков е, не знам, сите тие. Бруз Вилис ми пада на памет сега, да. Бидејќи се таму сите звезди. Ни тогаш, ни сега, ни никогаш не ме фасцинирале на тој начин на кој што тоа го прави телевизијата, тоа го прават медиумите, дека се тоа звезди.
ништо не ми значи, мислам, ми значеле како добри артисти, како добри глумци, како добри режисери. Ама не, леле, го видов или зедов автограм, обично за ќерка ми, за син ми зема автограми од нивни омилени. И многу ми беше неизгодно, јас новина таму, а одам трчам по нив да ми напишат. Само за радост на децата. Да, само за радост на децата. Значи, не постоела таква моја фасцинација од такви луѓе, сум правила многу интервјуи, таму помалку, зашто беше тешко да се стигне до нив, а овде и во рамките на бивша Југославија, тоа ми беше работа. Значи, бев филмски критичар и работев, интервјуа многу. Ми останували како луѓе, ми се останати во сеќавање некој од нив, ама не како фасцинација или како да ги демистифицирам, да сум мислела порано вау некој за некој. Без предрасуди, значи. Немам таков однос. Имам значи таков однос имам да сретнам некој што се вратил од Монте Еверест. Пред него сум фасциниран, пак не е тој збор, немам друг збор. Значи, навистина би му се поклонила и му паднала капата на колена. долу, пред таков подвиг. Пред таков. Да. Не подвиг, туку тоа е нешто повеќе од подвиг. Значи, некој што се вратил од Монте Еверест, некој што дошол од Вселената и имам еден режисер пред кого не сум го сретнала на фестивалите, тоа е Стенли Кјубрик. Знаете која книга ви ја подготвуваме за подарок? Значи не знам. Еве го. Значи, Тоа е биографијата на Стенли Кјубрик, обично на крајот од емисијата, ама сега неминовно вие го споминавте. Сега ќе ви ја подарам. Значи може би ја знаете напамет, не вака напишана, ама ако го сакате Стенли Кјубрик, ја знаете неговата работа, па не ја знаев ни оваа книга, не ја знам оваа книга. Не ја знам, ама малце во зоната на самракот ова, бидејќи кога се подготвував за емисијата, не знам зошто, постојано мислев на Стенли Кјубрик и на Одисеја во Вселената. И сега ни кажувате дека сакате да одите во Вселената. И сега е навистина премногу и за гледачи да кажам, не ми се верува. Не ми се верува дека ми е подарена оваа книга во овој момент. Ама ми се случуваат такви работи. На сите им се случуваат, ама јас Не, вие сте отворени да ви се случуваат такви работи. Не, јас ги ловам и потоа моите најблиски викаат дека си писателка затоа. Па си правиш приказни. Ова не е приказна. Да. Многу ме радува ако е така, вистина. Да, супер. И го споменавте Стенли Кјубрик е еден од оние пред кој симнувам капа. И кој што би сакала да го сретнам, мислам, ќе го сретнам. За вас со планинарска големина човек. Да, тоа се тие тој вид луѓе во мојот живот пред кој симнувам капа, пред кој се поклонувам. А не овие филмски звезди така. Мислам, настрана тоа за големи уметници, ама немам такви идоли. Како ви успева сите овие години да останете своја, да не отстапувате? Некогаш подклекнувате, ве гледам сега имате и телефон, но тоа беа долги години игнорирање на дигиталната технологија, на новите откритија, се во полза на зачувување на собствениот мир. Зачувување на природата. На природата. Сега сте помалку природна? Влеговте малку со ногата во дигиталните сфери? Не, многу сум природна, си имам брани некакви. Да, добро. Па сега ако веќе морам, бидејќи... И како би останале во животот, како да се одбор? Основно е тоа што моите веќе не ме пуштаја во Мавро сама, ако немам мобилен. Бидејќи многу често одам и сама и по планините и сама во Мавро, без никој со мене. И тоа беше еден од првите моменти, вие знаете, во Телма немав мобилен и затоа ве прашувам. А бев уредник и многу комплицирав, мислам, со тоа им го комплицирав животот на соработниците. Ама таму издржав. Потоа веќе беше од практични, потоа внуци се родија, па се тебе комуникации, да. И во интерес на некои мои нешта кои што ми се значени, јас се согласив со самата себе дека ќе се дигитализирам. За мир во куќа. За мир и за собствен мир. И имам и Facebook страна дури, лани ми отвори, ама ми ја водат администратори. Ништо не се важи тоа. Да, не се важи. Не. И од време на време ќе ми се јават и ми речат, имаш во инбокс нешто, не знам, од некој, дали што сакаш да се одговори. Да се одговори, јас
не сакам ништо да се одговори. И тие пишуваат ова во страница е од администратор и кажавме и пренесовме и така. Ништо, тоа е фантомска страница. Да. Но добро, да. Добро, јас немам влез во неа, јас не ги знам што се случува таму. Може да злоупотреба во ваше име. Баш ми е гајле. Ги споменавте внуците, ама прво да ве прашам за децата. Вие веќе се изјасните дека ништо не би менувале во животот. Не. Имате син и керка. Да. Дали тие излегоа какви што еден родител сака да, Значи, да најмногу. излезат? Родителите вообичаено викаат моето дете е моето дете е најубаво, најпаметно, најспособно, Моите деца се прекрасни, јас сум толку задоволна. Мислам, која сум јас па да бидам задоволна, тие си се... Свој. Јас сум задоволна дека тие се задоволни. Тоа го сакаат родителите. Ако децата им се среќни, ако им се окей, ако родителите, ние родителите гледаме дека добро им оди со сами, првенствено со самите себе и со околината, тогаш нема ништо побаво тоа. Но велат дека родителот никогаш не може да направи дистанца од своето дете, бидејќи тука има и онакви работи што во филмот неинтересните се ставаат, како што е надминување на болести, проблеми кои што секој ги има, претпоставам, ама затоа доволната дистанца да се сакаат безрезервно ја имаат внуците и бабите. Да. Вие имате тројца внуци? Да. Дали сега е поинаков тој однос, унапреден, би рекла? Многу. Унапреден. Внуците на оваа наша возраст, на моја возраст, јас имам 66 години, се дар во животот, баш подарок. Затоа што се што сакајќи или не сакајќи сме пропуштиле во времето кога нашите деца сме ги растеле, кога сме имали кариери, кога сме бркале и сето тоа, сега се внуците чиста светлина и чиста љубов и чиста радост и нема попрекрасно тоа. Двајца внуци и внука, така? Да, Ведан, Васија и Дуња. Супер. Сега имате повеќе мотив повторно да се вратите на литературата за деца. Вашата ќерка пишува, еве веќе 2 сликовници напиша. Да. Таа ви влезе во тој меѓупростор, сега дали ќе се надпреварувате или Никако нема да се надпреваруваме, таа е во сосема друга зона и е толку автентична и толку е различна. Многу и се радувам, се разбира. Реков, нема поубаво нешто за родителот ако децата му се задоволни и успешни. Сега се навраќам на детската литература. Сега ми излезе пред 20 години ја напишав Игбал мојата тајна. Тоа е книга во која што главен лик е ќерка ми. И сега не знам по кое чудо, отиде во лектири за 7 одделение и сега повторно е објавена. Сега на сајмот уште не сум ја видела, вчера дошла. Ама сега внуците, моите внуци, кои што не знам зашто тоа нешто многу им е важно, баба ми е писателка. И да, и ако си ја напишала Момчето Молња, тие веќе им ја читат, веќе на памет ја знаат, таа е првата детска книга, првиот детски роман. Кога ќе пишуваш за нас? Кога ќе пишуваш за нас? Почна ли да пишуваш за нас книга? Веќе имате нарачки. Имам нарачки, да, и тоа баш такви неодоливи, непристоен предлог. Непристојни предлози, да, непристоен предлог. И кој ќе одам во Маврока и ми се јават на телефон, ме прашуваат, почна да пишуваш книга за нас? Што значи дека очигледно дека следната со најголемо задоволство ќе биде книга за нив. Дали нешто досега не сте стигнале просто да се остварите во некој или друг жанр или во друг вид на уметност, не само пишувањето, сакате добра музика, колку што ве знам, ако има фадо на сцената во Скопје, не пропуштате? Не пропуштам, да. Например, вака си знам дека кога не би се занимавала со новинарство и со пишување, дека би била добра цвеќарка. Значи, тоа ми е паралелно. Не, јас би рекла кактусарка. Вие сакате кактуси, јас ми подарувам кактуси многу. Да. Дека би била цвеќарка, дека би имала продавница за цвеќе, дека би правила аранжмани. Тоа никогаш не сум го направила и нема ни да го направам, очигледно, бидејќи сега имам... А и аранжмани со камчиња, со многу сакате камчиња? А не сум се остварила во... Исто така, тоа е една од тие неостварени желби и таа е малце поблиску за остварување, отколку Вселената, да летам со параглајдер.
Значи тоа ми е неостварена желба и еден момент кога решив да ја остварам, една моја пријателка има син кој што лета со вакви летачи, Како двоец да ве лета, двоец, така? да, и го зеде телефонот за да ми договори и јас реков, ау не, сватив дека е голема разликата меѓу да се има желба и да се има одлука да се оствари желбата. Не сте уште подготвени. Значи не сум подготвена, желбата ми е многу голема, ама во тој момент сватив дека едно, мислам и друг пат сум Има тука и страф. Едно е желба, а друго е одлука. Добро, интересно ќе ве прашаме следниот пат дали сте остварили, веројатно. да, но ако сакате на вселената ќе мора да поминете и такви некои бестежински состојби да се подготвите. Да. Што е со пријателствата? Вие некако комуницирате со многу луѓе, но впечатокот дека имате малку пријателства кои што себично си ги чувате, лојални сте кон нив. Имам многу пријателства, имам многу блиски другарки кои што ми се другарки уште од времето на раните години детски. Ги сакам луѓето и сакам да комуницирам со нив, ама од друга страна како да сум Сама? како да сум малце Асоцијална? Да. Не малку, туку малку повеќе. Дивјак би рекла, мислам. Добро, многу време поминувате во планините. И кога ќе се заситам од просто чувствувам дека се заситувам од дружби, од луѓе, од комуникација, од кои што ми се драги, кои што ми е убаво со нив, и тогаш киднувам во Маврови и тогаш седам и само молчам и со денови седам и молчам, читам и гледам преку ден во празно и велам дека се гледам во една точка и дека во точката имам се и дека ништо не ми треба друго. Кога ќе се заситам од тоа дивјаштво, односно осаменост, која што ми е потребна како некој исчистување, пак доаѓам овде и се дружам и прекрасно е. И многу сте практични, јас се сеќавам на еден муабет, многу беше далеку мојот дечко да ме враќа дома, па затоа се влеговме во брак, имаше нешто така, далеку живеевте со вашиот сопруг. И дека веќе беше безпредметно да вози толку, да одите ладно. Не беше далеко, ноќе која ќе беше зима, например, и треба да ме испраќа сега до дома и пак да се враќа пак дома. И главно беше тоа е со мојот сопруг Владо. Дојде зима. Тој е лекар? Да, тој е клинички доктор, хирург? Да. И нема врска со вашата професија? Нема врска, ама многу е влезен во, мислам, многу ги сака уметностите, многу ги чувствува и многу ги разбира и музиката и литературата и филмот и е супер кога си има таков партнер. За враќањето дома? За враќањето дома и дојде нова година и требаше да се оди на скијање и реков мај сега да се земеме бидејќи е ладно вака да се разделуваме. Со нова година ќе споиме ќе ни дадат одмор, нели даваат за мажење, за свадби. Чисто практично. Да, чисто практично. И отидовме на Крајинска гора 10 дена на ски. И не сгрешивте. Да, никако не сгрешивме. Не беше тоа привремена одлука, решение погрешно. Еве, 45 години или не знам колку веќе. Тоа е супер. Да ве прашам за уште една, и вашата герка кога ми беше на интервју, прашав за една ситуација. Ние за жал некако општествено, како систем, како народ, како маса не сме дозреани, па се чудиме на некои многу човечки одлуки, така што вие бевте предизвикавте големо внимание со одлуката да од вашата сестра ги подарите бубрезите. Да. И тоа беше во сите медиуми. Човек ќе се праша зарем е можно толку луѓето да е тоа толку табу тема, дека предизвикува внимание, треба да е нормална работа. Но и јас ќе ве прашам колку е возвишено чувството да го продолжите животот кој што не по ваша волја завршил на вашата сестра, а сега живее во 20 други години. Да, не е тоа продолжување на незиниот живот, колку што е давање живот, можност за живот на уште двајца кои што веќе скоро го немаат. А продолжувањето на незиниот живот е повеќе метафорично, нели? Бидејќи незеја нема, ама тие двајца луѓе се уште живеат во 13 години
нешто сакам да кажам дека е многу поразително. После 13 години некој ми рече Дали дека мрдна состојбата? Тоа сакам да кажам. Некој ми рече дека мислам дека Кечомовски била таа тема и дека зборувале баш за ова, за со сестра ми пред 13 години и буквално не е мрдната. И навистина е поразувачко дека нема. Дури не една таква силна приказна не може да придвижи, да ги замисли луѓето, Да. Тоа е да вистина страшно. Полесно им е да полесно, не знам што се тоа се предрасуди и полесно и поедноставно им е да ги закопаат нивните драги и починати. Тешко е, се разбира, одлуката, ама не е возвишена, многу голема радост носи. Од тагата се преминува веднаш во радост. Веднаш, мислам, мост е меѓу тагата и радоста, меѓу загубата и добивката. Вие сте наградувани, имате награди, роман на годината и повеќе други награди. Не верувам дека пишувате за да добиете награда, но дали наградите ги следат вашите успеси, вашите задоволства од нешто што сте оствариле? Дали одат рамо до рамо или кај нас претежно силните индивидуалци остануваат така во позадина, да сите се одушевуваат, ги потчупнуваат по рамо, а наградите одат кај моментно подобни, оние што во општествениот момент се најударни. Дали ги цениме општо, дали ние ги цениме успесите на нашите уметници, на нашите писатели? Па мислам не доволно. Но и добивањето награда не значи дека тоа ќе биде проследено со некаков голем интерес во моментот. Да речеме, наградена книга, ако не е добра книга, попусти ја наградата. Тоа ќе биде само ука во моментот, тоа е награден и толку. Ама ако е добра книгата, за книги се ја зборувам и за се, ама за книги, ако е добра книгата и ако е наградена, тоа е дополнително. А дали ги цениме наградите, мислам, ние сега во културата и многу малку нешто цениме се. Многу се надевам дека ќе се сменуваат работите. Се надам. Што ви е нешто во најблиски дни? Знаеме дека не смеете да не напишете книга за внуците. Не би сакала да не напишам. Нешто друго, уживате во добро парче накид, не може човек да подвлече линија што ви се допаѓа, туку едноставно работите ги правите, тоа е љубов на прв поглед, од кој знае кои причини. Баш така, од кој знае кои причини, нешто за нешто ќе се закачам и нешто ќе ми биде многу драго и нешто многу ќе го засакам и нешто многу ќе ми биде убаво со таквото нешто. Што сега мислам, тоа е стандард, стандард е Маврова и природата и воопшто планините, тоа е љубов од секојаш и за секојаш. Порано накид дека спомнавте, порано носев на сите прсти, мислам дека 12 прстени носев. А сега имате различен лак на ноктите. Тоа сакам да ве прашам, што ве одржува на крајот толку витална, млада, отворена кон новите трендови, на улично кажано, ги шиете и по младите во младоста? Значи не знам трендови, не ме интересираат, не гледам фејсбуци, не гледам моди, мислам што е модерно. Па би требало да сте демоде, ама не сте. Ако така се однесувате. Се смеам затоа што навистина немам врска со модата, ни бои, ни ова како со Кјубрик е со модата. Некојаш например некоја боја ќе ми влезе во глава и ќе почнам да купувам нешто, не многу, например, и ќе ми рече некој, ама си модерна, сега е лани мислам жолтата беше, не знам, жолта. Си купив жолта. И си купив жолта за кој ми рекоа, ама си ин. А јас поима немам дека е жолт. Исто како што поима немав, навистина поима немав, дека постои оваа книга, се таму. Дека оваа постои, дека Кјубрик ќе ми се заврти во главата во овој момент кога доаѓам наваму и дека ќе ја добијам. Така некако се случува и со накити и со се. Јас ви благодарам многу за овој разговор, минутите поминаа, ама да си оставиме простор. Вие сте неисцрпен извор и убаво е човек да ве слуша како раскажувате и пред камерите и во книгите и да си посакаме нека соработка и на книжевно ниво. Си посакуваме огледала. Огледала не само буквално се разбира, најметафорично. Кога се огледуваме едни во други, кога ни оди комуникација и кога се препознаваме по некои нешта, тоа се огледалата. И јас благодарам дека бев огледала. Благодарам многу.